Искрашен инвентар, уништени табли и длабока вознемиреност е епилогот од синокешниот вандализам во најголемото основно училиште во Штип Ванчо Праќе, кое е лоцирано во централното градско подрачје. Таму синоќа околу полноќ насилно влегло маскирано лице, откако претходно неутрализирал некои од камерите, пошто ги пуштил сите чешми, кршал компјутери, цртал кукасти крстови и носел долг нож, а напишал и пораки под зидовите со недолична содржина. На 30.4.2026 година во 6 часот и 18 минути во СВР Штип е пријавено дека во основно училиште на подрачјето на Штип едно лице насилно влегло во просторија на училиштето, при што оштетило дел од инвентарот и испишало графит со недолична содржина. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Информираа денеска од полицијата. Според директорот пак, вандалскиот чин го извршило едно лице кое е утврдено од безбедносните камери во училиштето. Најголемиот дел од штетата е направен каде што се одвива настава за учениците од 5 до 9 одделение, додека во приземјето не е регистрирано значително оштетување. Поради ваквиот вандализам во Штипското основно училиште денеска не се одржува редовна настава за над 1100 ученици, соопшти директорот на оваа образовна установа. Некаде пред полноќ влегува лицето од страна на физкултурната сала, таму се задржува извесно време, потоа влегува во просториите дека се училниците и дека се одвива наставата. Штетата е нанесена во делот од предметна настава, во поголемиот дел од кабинетите. Штетата е материјална. Директорот изрази надеж дека во рок од 3 дена ќе бидат оспособени кабинетите и наставата ќе продолжи од почетокот на следната недела, зашто родителите и учениците дополнително ќе бидат информирани. Ова е прв ваков инцидент во најголемото основно училиште во централното подрачје на Штип. Проценката и увидот ќе ја утврди висината на материјалната штета, но сторителот, како и мотивот за истиот, треба да ги открие истрагата. Општеството не смее да толерира вакви закани, особено не во образовни установи каде треба да владеат мир и почит. Се дел од коментарите во штипската јавност, а сега прашањето кое се отвора е дали училиштата треба да добијат 24-часовно полициско обезбедување, зошто алармот на безбедносниот систем не се вклучил, но и дали воопшто имало физичко обезбедување.